Нова временска рамка кога е извршено кривичното дело, намалена листа на сведоци и змешани докази. Пропусти на обвинителството направија хаос на судењето за пожарот во дискотеката Пулс. Половина од адвокатите приговараа на интегрираното обвинение и хаосот од докази на обвинителството. Тврдат со спојувањето на постапката за Александар Нацев и Агенцијата за обезбедување Рубикон, обвинението е ново и опфаќа друг временски период. Побара обвинението да оди на оценка. Бидејќи обвинетите воопшто не го примиле, тие не можеа ниту да се изјаснат за вината. Половина од адвокатите на 35 обвинети реагираа и на, како што велат, измешаните и несредените докази на обвинителството. Однесувањето на обвинителството е несериозно. Несериозно е кон судот, несериозно е пред се кон семејствата на загинатите, несериозно е кон одбраната и несериозно е кон обвинетите лица. Ако дозволиме било што да поминува, како што посакува обвинителството, ние на крајот на денот нема да дојдеме до она што за што сите се залагаме, тоа е одговорните лица да ја сносат одговорноста. Обвинителството прави грешки и ја одоговлекува постапката. Што се случи денеска? Прво обвинението, големо прашање дали изменето или не е изменето, за тоа судот ќе се изјасни и јако временската рамка која првичното обвинение ја содржаше, сега е многу повеќе проширена. Судиката Дијана Груевска-Илиевска не прифати дека станува збор за ново обвинение, но се согласи со адвокатите дека обвинетите го немаат примено документот и не можат да се изјаснат за вина, па судењето го продолжи со сослушување на оштетените. Пред да почне судењето, родителите и семејствата на загинатите во пожарот беа оптимисти за исходот и брзината на судскиот процес. Дел од нив се задоволни од начинот на кој судиката го води процесот. Тие очекуваат правда за нивните загинати деца. Се надевам дека судиката кој што го води судскиот процес ќе продолжи и понатака исто како и на првото рочиште. Праведно и фер. 8 месеци, повеќе од 8 месеци, ние родителите на починатите деца живееме во агонија. Откако заврши судењето, ескалира ситуацијата надвор со родителите и адвокатите откочени. Мајките и татковците на настраданите им се пуштија на адвокатите од нивниот роден град и бара одговори од нив, зошто токму тие се нафатиле да ги бранат обвинетите. Знам дека мора да имат. Ама по службен пат нека имат. А не вие да се пријавите. Родителите, убивствени 5 пати да се спаси до сега. Судењето наместо утре ќе продолжи на 2 декември. До тогаш обвинетите ќе го имаат споеното обвинение и ќе можат да се изјаснат за вината. Во предметот се опфатени 35 луѓе и 3 фирми. Сите се обвинети за тешки дела против општата сигурност. За ова дело пропишаната казна затвор е од 3 до 20 години.